Next in line for his address is the director of our Fund of Innovation and Technological Development, Mr. Festim Halil. Почитуван вице-премиер задолжен за економски прашања Битики, господине Нуредини, почитуван амбасадор, почитуван директор, представници на коморите, почитувани гости. Имајќи предвид дека ова експо е местото каде што се прикажуваат најголемите светски иновации, веќе повеќе од 170 години, навистина ми е голема чест да бидам овде и да ви се обратам и да зборувам за Фондот за иновации и технолошки развој со кој што јас раководам. Фондот за иновации и технолошки развој е водечка владина институција за поддршка на микро, мали и средни иновативни компании, а нашите главни приоритети се подобрен пристап до финансиска поддршка за иновации, технолошки развој, промоција и поттикнување на иновацијската дејност во Северна Македонија. Во моментов, фондот преку своите финансиски инструменти има поддржано над 702 проекти со инвестиција од над 87 милиони евра, при што инвестицијата на ФИТР изнесува повеќе од 50 милиони евра. Во активностите на фондот ги следиме компаниите на годишна основа и драго ни е што може да кажеме дека анализите покажуваат дека поддршката што ја нуди фондот резултира со повисок профит, повисоки приходи, создава нови работи и ги прави овие компании попривлечни за инвеститорите. Овие специфични факти не инспирираат да продолжиме со работа и да ја зголемиме ефикасноста и ефективноста во искористувањето на финансиите и нивните иновации и инвестициите на иновативните компании во Северна Македонија. Следните предизвици на фондот на кој што работиме вклучуваат отварање на првиот хибриден инвестициски фонд. Ова мерка е дел од планот за забрзан економски раст на Министерството за финансии и на владата на Република Северна Македонија. Целта е да се поддржат еквити инвестиции во зелени и дигитални стартап и иновативни компании. Инвестицијскиот фонд ќе отвори можност за развој на нов вид на поддршка за компаниите. Фондот ќе биде менаџиран од интернационален фонд менаџер според регулативата на ЕУ. И тој ќе има можност да прави инвестиции во брзо растечки компании. Фондот продолжува да работи на инвестиции во иновацијска инфраструктура, дигитални иновацијски хабови, нови Fab Labs, лаборатории, акцелератори, нови менторски програми и поддршка за младите преку различни програми, но и активности за основање на научно-технолошки парк. Тој треба да биде место каде што многу стартапи и други компании ќе ги развиваат своите активности и ќе го поддржуваат општеството, но и институциите. Постојано ги следиме глобалните трендови во дигитализацијата и заедно со владата, домашни експерти и глобално признаени професионалци од областа на вештачката интелигенција ние работиме на првата национална стратегија за вештачка интелигенција. Фондот поддржа 7 компании од ова поле кои успешно работат на домашниот, но и на меѓународните пазари. Во 2022 година Фондот за иновации и технолошки развој ќе продолжи да биде институцијата која што овозможува не само финансиска, туку и менторска поддршка на микро, малите и средни предпријатија преку своите
програми за поддршка и комерцијализација на иновациите, но и преку поддршка на технолошкиот развој на компаниите и поддршка за развојот на подобра деловна клима, се со цел зголемување на конкурентноста на економијата. Покрај редовните инструменти за поддршка, продолжуваме да правиме и тематски предизвици од областа на вештачка интелигенција, иновации во земјоделството, социјалното предприемништво и многу други области. Инвеститорите од другите земји имаат можност преку утврдување на економски интерес да ги развиваат нивните бизнис приказни во нашата држава и да се стекнат со државјанство на Република Северна Македонија. За сите заинтересирани, отворивме и веб страна со сите детали токму за оваа програма. Верувам дека представувањето на нашата држава на Дубај Експо и на оваа бизнис конференција ќе придонесат за нови можности во бизнис секторот, привлекување на инвестиции меѓу државите, забрзување на иднината на технологиите, но и поголема достапност за иновациите на меѓународно ниво. Тука би завршил со цитат на Теодор Левит, кој што вели дека креативноста е размислување за нови нешта, а иновацијата е правење на овие нови нешта. Се надевам дека сите заедно ќе можеме да постигнеме големи работи во полето на иновацијата. Ви благодарам.